Почитуван колега, пред се да ви се заблагодарам што сте доблесени, што собравте храброст да подискутираме околу овој навистина важен предлог закон, но тоа не го сменува фактот дека овој предлог закон за решавање на спорот помеѓу Република Македонија и Макпетрол АД Скопје по патна спогодба, по стотти пат ќе ви кажеме, и тука професор по уставно право ви кажа дека не е во согласност со уставот и законите и не е во надлежност на собранието на Република Македонија. Значи, не е во надлежност на собранието на Република Македонија, бидејќи спогодбата не представува меѓународен договор кој треба да биде ратификуван од страна на собранието на Република Македонија. И друга работа. Навистина е проблем, бидејќи цената на номиналната вредност на една акција, како што кажав, е 18 милиони 806.250 евра. Со вештачење на од Бирото за судски вештачења, цената стасува до 32 милиони 773.905 евра по акција. Уште една незаконска работа е што Бирото за судски вештачења нема надлежност да врши проценка на капитал. Потребно е да се ангажира проценител од областа на капиталот. И тоа, почитуван колега, на сите му е јасно. Кристално му е јасно и на Зоран Заев, и на сите вас, и на почитуваниот тука бетичи, дека не е законски. И затоа се бара вакво решение да помини на собрание. За никој да не сноси одговорност, намерата е утре да не може да се влечкаат по судови, бидејќи ова е криминал. Лесно докажлив криминал. Каде што секој обичен, нормален суд во секоја нормална држава за ова се оди во затвор. Со еден подпис овде се крадат 14 милиони евра. Колку вас да ви е пријатно или непријатно да го слушате ова? Еве ќе ви кажам. Од цената на номинална акција која е 18 милиони и 800.000 евра, вие ќе исплатите, наместо толку ќе платите 32 милиони 773.905 евра. 14 милиони евра разлика. Уште еднаш ќе потенцирам и ќе кажам дека овие 14 милиони со сигурност ќе завршат, ќе бидат поделени во приватни џебови, почитуван колега. И затоа јас кажав, од шо мака вие домајчини луѓе овде, ве гледам појчето, од шо мака вие да го аминувате овој криминал? Зошто? Се страмите сами себе, се молчите овдека, чекате да помини времето да дозборуваме и да крените рака. И утре исто ќе биде. На сите ви е јасно дека е овај криминал. Вие сега по скратена постапка, тука ни носите предлог закон, кој што 30 години никој не можел да му го најди крајо или не сакал да му го најди крајо, се исто е. Но вие сега по скратена постапка во 2 дена, како што сте навикнати вашиот премиер, како што кажува трас, и да се заврши работата. Баш со трас судство, баш дојде со трас собрание, мнозинство како што сте вие. После толку спорови, смешани судии, адвокати, се што во правосудниот систем во Република Македонија, после 30 години, и одма најспособен Кочо Анџушев и Красник Бектеши на 5.11. во 2019 година одлучуваат, подпишуваме меморандум, 50% за Република Македонија, 50% за АД Макпетрол. Го решиле нешто што не можел никој да го реши во 30 години. Ами не да е јасно дека е криминал. Туку повеќе од јасно, затоа уште еднаш ќе ве замолам, како што кажа почитуваната колешка Ласовска, клајте го прстот на глава, размислете што денеска и утре ќе изгласате. Бидејќи ова е срамота. Околу нешто ајде да се докажуваме дали е вака или така, ајде ќе ви помини. Но сите знаете дека ова е срамота, ова е крадење на 14 милиони, најмалце 14 милиони евра народни пари. Ви благодарам.